живеете во Македонија, но важно да се знае како младите ја доживуваат сега земјата. Да, јас не живеам во Македонија привремено, тоа морам да го апострофирам, бидејќи сум на постдипломски студии во Лондон, иако сега се јавувам од Париз. Секој напуштање на татковината не е лесно. Значи, тоа не е лесна одлука, бидејќи колку и да не ни дава причини татковината да ја сакаме, таа е местото каде што сме израснали, каде што ги градиме, каде што се формираме како личност, таму каде што е семејството и најблиските пријатели. И таа амбиција да се оди обично произлегува од недостатокот на можности, од третманот кој што го добиваме од државата и од целокупниот систем кој што на еден начин во една мера е оскуден, а во друг поглед е тотално суров кон оние кои што се обидуваат да изградат на нешто кој што би било на темели на интегритет, на способност и на некаков фер плей. Тие клучни постулати мислам дека недостигаат и тоа е она што ги тера младите да ја бараат својата среќа надвор. Обично тоа почнува со некаква бенигна желба за образование и после кога ќе се доживее еден животен стил кој што е доста порелаксиран, кој што е формиран на основа на некакви поздрави вредности, тогаш тоа мами да останете и на подолг рок. Тоа сега мене ми се случува, иако не очекував дека ќе ми се случи. Верувам дека и на сите мои врсници, па дури и оние помлади од мене, уште порано им се појавува како феномен. Перцепцијата многу не ми е смената од периодите кога сум живеел во Македонија, исклучиво, нели пред 3 години. Меѓутоа забележувам се повеќе и повеќе, велам од почетокот на 2022 година, еден крах на, ако сакате, расположението на граѓаните и на народот, како да се нема оптимизам, како да се нема перспективност, како да се нема надеж. И затоа велам од 2022 не е нели дадено обвинување кон некоја власт, туку всушност нели партиите имаат консензус, да кажеме, тоест ваквото разочарување е континуитет, дека кој да дојде на власт, сметам дека мнозинството од граѓаните чувствуваат како работите да стануваат исти, ако не и полош. А знаеме, ако ние тапкаме во место, а светот оди напред, тоа значи дека и назадуваме, а не само стоиме таму каде што сме биле. Која е разликата во живење во диаспора и во Македонија? Например, јас и порано сум работел, нели, на Блискиот Исток и сум студирал во САД и сум учел во САД, па сега сум нели овде, така да ова не ми е прво танго со овакво искуство. Она што би можел да го потцртам како НСС е нели тоа што овие системи и животот например на Македонија ви дозволува да се фокусирате на она зашто сте впрочем таму, дали од академски аспект, дали од професионален аспект, нели. И целиот систем вам ви дозволува една целосна поддршка и релаксација за вие да се посветите на дали вашиот академски предизвик или вашиот професионален развој, што не се случува кај нас. Напротив, мислам дека нашето образование во голема мера е еродирано и не соодветствува со самите пазарни потреби и не ги подготвува студентите кои што се веќе на тие факултети за пазарот, туку е како некаков проформо процес каде што вие нели учите нешто, меѓутоа кога се соочувате со пазарните можности, потоа вие бидувате доста разочарани. И мислам дека тоа најмногу луѓето ги мами, мислам дека тоа највеќе ги тера да размислуваат да го развијат целиот свој живот понатаму надвор од Македонија. Дополнително, нели по завршувањето на студиите вие се соочувате со пазарот кој што е доста оскуден, бидејќи Македонија е за сега доста изолирана земја од пазарен аспект, не од дипломатски или геополитички. Пазарен аспект, ние немаме многу можности, вие доколку добиете било каква високотехничка диплома, вие не можете да најдете кариера која што вас ќе ви исполни. Дополнително вие ги имате главните политички чинители или општествени чинители во нашето општество, тоа се политичките партии кои што имаат доста еден ретрограден процес на функционирање, кој што е доста лојалистички, кој што не се базира на некаков мерит или на некаков систем на квалитет, туку на некаква лојалност, дали е кон лидер, дали е кон некаква идеја, што е доста нездраво за едно општество и мислам дека тоа со младите не соодветствува. Никој не сака нели да ги жртвува своите
својот професионален интегритет или она што го верува само за да успее. Особено ако постои пат кој што нема да го изискува тоа од нив, а тоа е за жал системот во повеќето од западните земји. Секаде има дефицит на кадар, посебно стручен кадар, така да нашите млади се добре дојдени и тогаш се поставува логичното прашање зошто јас да го изберам потрнливиот, да кажем, можеби понижувачкиот пат да останам дома, се со цел да исполнам некаква обврска во наводници, да и се одолжам на мојата земја која што направила многу малку, па да не речем ништо за мојот личен и професионален развој, а јас да жртвувам се со цел да добивам некаков мртов минимум. Така да тоа е разликата во моите очи и мислам дека и во искуството на повеќето млади. Има всушност две очекувања од незините иселеници. Првото е, мислам, едно општо народно, широко прифатено кај обичниот човек, а тоа што е дека тој што се иселил од Македонија, се иселува за да им покаже на странците колку сме ние подобри од нив. И всушност нашите се најдобри, знаат повеќе, најпаметни, најубави, најдобри, најсе. Меѓутоа, со самата стагнација на состојбите во Македонија, верувајте, бев уверен дека не е така. Ке земам пример, спремноста на математичките познавања на моите колеги. Значи, скоро сите од нив имаат калкулус, тие што се математички надарени веќе имаат и калкулус со повеќе непознати и се. Нашиот образовен систем во споредба каска. Нели, за англиски јазик не можеме да говориме, меѓутоа математиката е универзална, затоа ја земам и за пример. Светот оди напред, нашата стагнација не само што не стопира, туку и не уназадува. Затоа и таа перцепција дека нашите се нели цело време најдобри, сметам дека е погрешна. Второто очекување од диаспората не е толку застапено меѓу обичните граѓани, колку што е застапено меѓу властодржците, а тоа веламе нели инвеститорот што се враќа за да ја подобри состојбата. И да, иселениците, диаспората, нашите граѓани што живеат во странство треба да бидат вклучени во случувањата во Македонија и сакаат да бидат вклучени, меѓутоа знаете и околу тие инвестиции имам сомнеш. Сепак, целта на секоја економска активност е да се направи профит, а не да се подобрат состојбите во земјата. Треба да има економска соработка, треба да има бизнис соработка, неспорно. Меѓутоа не може тоа да биде главно и нели не сите такви инвестиции, без да именувам, завршиле славно. И сега третото очекување, всушност не очекувањето, и затоа сметам дека говорот на Пановски направи таков одек во јавноста, е всушност дисконтинуитет со овие очекувања, прекин, процеп, а тоа што е дојде иселеник и ни кажа состојбите се лоши. Власта ги повикува младите да се вратат. Сега моето прашање е зошто би се вратиле кога веќе отишле за никогаш да не се вратат? Видете, прво, јас би сакал да кажам дека секој повик да се вратат младите е доста логичен и за поздравување. Самиот факт дека владата размислува дека луѓето треба да се вратат, односно ги повикува младите назад, е дека признава дека имаме проблем. Што е многу важно, тоа е првиот чекор кон решението. Меѓутоа тоа не може да остане на тоа, тоа е само 5% од работата. Вие за да повикате некого да се врати, односно да се откаже од животот кој што почнал да го гради или веќе го изградил негде, вие нешто треба да му понудите. Ние за жал имаме многу скромна или непостоечка понуда за тоа да се реализира. Што подразбира тоа? Значи вие за да повикате некого да се врати од развиена земја, во една земја каде што нели пред некоја година бевме заробена држава, во земја која што не членува во повеќето меѓународни организации кои што се битни, не зборуваме за НАТО, бидејќи НАТО не придонесува толку од економски аспект, тоа е некаков гарантор за безбедност, но не ни дозволува пристап на нови пазари, не ни дозволува пристап кон нови технологии и не ни дозволува ништо што би можело да значи економски развој. Тоа за нас треба да биде нели да Европската унија, но мимо Европската унија ние немаме некаков план за развој кој што би значил нели некаква траса каде што младите барем може да видат во која насока се движиме. Нели? Тоа е она што е нелогично. Значи не можете вие априори без да направите никакви конкретни чекори, без да направите никаква инфраструктура за тие луѓе да се вратат, без да направите никаков исчекор за да го промените општествениот амбиент. Доколку погледнете вие политичкиот дискурс, поларизацијата која што се случува, начинот на кој што политичките лидери разговараат еден со друг,
вие би помислиле дека ние сме држава од 250 милиони, а не држава од 1,7 милиона. Така, вие ако имате 4, да речеме, клучни лидери на политички партии, начинот на кој што разговараат од нив меѓу себе, тоа не е ветувачки. Никој не сака да придонесува во таков амбиент. Нема никаков консензус помеѓу сите, да речеме, тие 4 клучни политички партии. Затоа што е најголемиот предизвик? Тоа јас би рекол дека нели демографската криза од која што патат сите етнички заедници, од која што патат сите политички проминенци. Не може вие да немате консенсус за тоа, а при тоа сите вие да ги повикувате младите. Значи, онусот секогаш е на нас, а нивото на труд е минимален од сите нив. Така да тоа е таа нелогичност која што нели останува само на зборови. Пак ќе речем, супер е тоа што премиерот и дури опозиционерите и сите мислам дека би сакале младите да се вратат, меѓутоа што прават за да направат некаков таков амбиент. Така, која е таа, да речеме, доколку погледнете сега светското првенство, во Босна и Херцеговина имате еден многу пријатен амбиент поради светското првенство. На мала пирова победа која што има добиено, веќе ствара некаква позитивна еуфорија во општеството. Ние не се сеќаваме кога сме имале една мала победа на која што сме можеле да се израдуваме како општество, без разлика дали е спортска, дали е културна, дали е економска, било каква. Ние не учествуваме во никакви глобални текови. Тоа е првата работа. Значи, има еден момент на животен стил. Културната понуда во Скопје е многу оскудна и штура. Значи, нас не заобиколуваат сите големи уметници, нели? А вие за да дојдете не треба да бидете само суштество кој што ќе работи, вие сакате да имате еден пријатен живот. Културната понуда е оскудна, инфраструктурата е катастрофална, значи во Скопје не се чувствува ниту еден млад човек како да живее во град, туку како во едно големо село каде што се е во некаква инфраструктурна какофонија. Не се чувствувате дека имате економски можности да отворите некоја фирма. Јас имам отворена фирма пред неколку години. Тоа беше еден ѓаволски тежок процес, многу без никаква поддршка, се останува на вас, така да пак ќе речем, не може да остане тоа само на збор. Ако вие сакате да ме вратите мене како млад човек, мора да ми кажете што ми нудите и на кој начин би требало да дам јас. Сега вие гледате дека имате криза во пензискиот фонд. Тоа е причината зашто сакаат да се вратиме, затоа што сакаат ние да ја полниме касата која што ќе оди на некакви проекти кои што немаат врска со мојата иднина. Да, супер, треба да се исплаќаат пензии, меѓутоа исто така треба да се градат и клучни инфраструктурни проекти кои што би ми овозможиле мене некаква визија дека ова место ќе се развива по некаков тертип кој што мене ми е прво прифатлив, а и пожелен, не само прифатлив, бидејќи прифатлив е многу ниска лествица. Пожелен. Така да тоа би рекол, мора да се спои и таа реторика со некакви дела кои што би значеле некакво подобрување или поместување од мртвата точка или еве да не речам слободниот пат во кој што се наоѓа Македонија. Меѓутоа тоа што го кажувате е апсолутен факт што сите го знаеме. Младите се иселуваат во голем број. Се сеќавам за време на моето претседателствување со Сојузот на средношколци, имаше медиумски написи дека во градови во внатрешноста на Македонија дури се затвараат одделенија меѓу првото и второто полугодие, односно цели фамилии, говорам деца од основно училиште, така не може да се иселат сами, него се иселуваат цели семејства за време на зимскиот распуст, дури не ни чекаат наредната учебна година. Тежок процес е иселувањето, имаме ние историја на печалварство. Искрено, јас лично одговор за тоа како некој би се вратил немам. И не знам што е правилниот начин како да го стимулираме тој процес на враќање. И затоа всушност колумната на Пановски е важна. Треба да си го поставиме прашањето, а не само да даваме одговор. Меѓутоа прашањето да биде искрено и тешко. И самиот процес на барање на тој одговор може да биде подотворен само ако биде искрен и тежок. Како вели власта, ако не се вратите, ќе ве заменат луѓе, работници од трети земји? Нека име со среќа. Ни први, ни последни. Меѓутоа, јас не мислам дека тоа е реториката со која што би требале да се бавиме. Бидејќи нека не заборави власта дека ние сме луѓето од тие трети земји кои што заменуваат одредени луѓе таму. Така да не мислам дека тоа е луз-луз ситуација. Губиме ние, губат тие, бидејќи ние како и да е, секогаш ќе бидеме граѓани од втор ред, се дека не добиеме државјанство, па и да добиеме државјанство, нема да ги имаме тие професионални конекции, нетворк и традиција на живење во тие места за да постигнеме максимум. Тоа е возможно само, нели, дома. Тоа е прва работа. Втора работа, доколку власта мисли дека тоа е некаква закана или можеби предупредување, тоа е предупредување за нив. За нас не. Бидејќи ние, да речеме, оние кои што не сакаат да учествуваат под правилата кои што се сега не игра, тие не губат ништо, тие впрочем
би биле граѓани од втор ред дома и ќе бидат граѓани од втор ред на друго место, ако тоа е тезата која што се поставува. Така да ако веќе морам да бидам граѓанин од втор ред, ќе бидам граѓанин од втор ред на место каде што автобусот ќе дојде на време. Така да тоа е една лоша теза и лошо поставување на работите. Значи, пак ќе речам, мора да има некакви конкретни дела и мора да има еден позитивен начин на дискус. Значи, никој не си оди од кејф од дома. Тоа е многу тежок процес. Секој враќање дома е тежок процес и секој враќање во втората дома е уште потежок процес. Така да мислам дека треба да се има малце повеќе емпатија за луѓето кои што се надвор, а при тоа и да се разговара за тоа кои се тие мини чекори кои што може да се преземат. Океј, можеби не можеме да бидеме европски центар, но дефинитивно Скопје може да биде на регионален центар, ги има сите предуслови за тоа. Јас имам зборувано и претходно. Зошто Македонија и Скопје не би биле центарот на сите регионални компании, сите регионални големи компании? Зошто Бош би требало да има да речеме представништво во Белград за регионот, а не во Скопје? Ние го покриваме и албанското говорно подрачје и славенското говорно подрачје. Меѓутоа, ниту една сериозна компанија не ќе тоа да го прави во една земја која што не може да се договори дали ќе се полага правосуден на албански или на македонски, или дали нивните јазици се економско и културно богатство. Економско и културно богатство. Значи, доколку ние се поставиме како еден играч кој што може да биде магнет за економските гиганти, кои што би донеле нови работни места, кои што би имале работни позиции од повисок профил и калибар, каде што тие образовани кадри и високопрофилни кадри би можеле да се најдат во таа математика, тоа би имало смисла. Меѓутоа мора да се има некаква визија. Не можете вие со закан или со некакви црни сценарии да ги охрабрите луѓето. Вие мора да направите некаков позитивен спин и позитивна приказна, меѓутоа за таа позитивна приказна не може да има само зборови. Мора да има конкретни дела кои што одат во таа насока. А тоа е, ние сме многу комплицирана држава, меѓутоа тие комплексности и тие, како да кажам, идиосинкрации на нашето постоење мора да се преведат и во некаков адут. А тоа може да се направи само преку способност, но политичките партии за жал не се центри каде што овие идеи може да дефилираат и да се развиваат. Тие се центри каде што се произведува една поларизација и пак ќе речем, вие го ги погледнете политичките партии, вие имате представа дека ние сме држава од 250 милиона, па ете имаме 50 милиона тука, 50 милиона тука и по 50 милиона во сите проминенции, па ете која ќе надмаши. Не, ние сме многу мала држава и немаме луксус да имаме оваа реторика која што имаме во политичкиот простор. Мора да има консенсус барем за овие работи, така да не знам, тоа ми е мене малце нелогичен потек. Земји членки на Европската унија всушност се соочија со поголемо иселување на младите откако станаа членки. Затоа велам, самото иселување е многу комплексен процес, ако не се соочиме со него искрено, не можеме ни да најдеме решение. Дали вие би се вратиле и зошто? Секако дека би се вратил, кој не би се вратил, меѓутоа не по секоја цена. Јас мислам и се уште верувам дека Македонија е место на потенцијал. Јас се уште верувам дека Македонија е место каде што може да се живее убаво. Се уште верувам дека Македонија има многу да му понуди на светот. Меѓутоа, тоа мора да го прави по некаков систем и мора да го прави по некаква траекторија која што е логична и која што и светот ќе ја препознае, а и самите граѓани по неа. Оние кои што треба да бидат првите меѓу нас, треба да понудат визија. Не визија која што блада, визија која што е конкретна, која што почива на разум и која што почива на разбирање на она што е светот. Пак ќе речем, ние мора да ги следиме технолошките текови. Можеби нема да бидеме први, но мора да го најдеме своето место таму. Ние мора да ги следиме трендовите на развој каде оди економијата. Не можете вие да продуцирате, карикирам, 10.000 правници и економисти да имате потреба од 1000. Не можете вие да имате електротехнички факултет кој што се бави со технологии кои што веќе не само што се надмашени, туку тотално непотребни. Вие мора да се прилагодите на пазарот, а при тоа да створите една економска клима, еден економски систем кој што ќе биде потпора за тоа. Пак ќе речем, Македонија има потенцијал да биде центар на Балкан. Македонија може и по природната логичност на нештата треба да биде. Меѓутоа тоа не може да се случува ако самите политички чинители не го разбираат тоа и ако немаат консенсус дека треба да бидеме тоа. Така да сакам да се вратам, меѓутоа не по секоја цена. И мислам дека сите мои врсници размислуваат исто така, но останува, пак ќе кажам, на некаков поширок, не
не аполитички, надполитички диалог кој што би требало да направи една визија за државата, за тоа како ќе изгледаме за 25 години од сега. Сега е убав момент да речеме, окей, како ќе изгледа Македонија 2050, колку жители ќе имаме, која ќе биде нашата клучна индустрија, која ќе биде нашата клучна економска полуга, како треба да ги образуваме луѓето, како тоа ќе го артикулираме низ културата, како тоа ќе го артикулираме во спортот, како тоа ќе го артикулираме во земјоделието, дали ние ќе произведуваме храна за нас, дали ќе извезуваме храна за нас, дали ќе бидеме земјоувозник. Тоа е се окей, меѓутоа мора да се има консензус. Така да мислам дека за сега никој од нас не може да одговори на прашањата на овие прашања, а најмалку власта. Така да би требало да се направи, да речеме, ако веќе мора за нешто да разговарате, да разговараат за вакви апстрактни теми кои што после тоа како инка ќе им ги стеснат приоритетите, а можеби премостат разликите. Така да ете, тоа е некоја моја видување како би требало да работите. Меѓутоа пак ќе кажам, еве, и дури ова интервју е пример на тоа, државата од која што дошле не смее да биде заборавена и мора и луѓето во Македонија и иселениците да се грижиме за неа. Не можам да дадам точен одговор што би правел и каде ќе бидам, дали ќе се вратам, меѓутоа ниту една од овие опции не е исклучена. Меѓутоа, знаете, и кон иселениците некако очекуваат, јас сум се иселил, сум стекнал образование и сега луѓето таму треба да направат мене да не биде идеално за јас да се вратам. Јас сум и против тоа. Ако некој навистина сака сопствената земја и има нешто што го влече да се врати, тоа подобрување мора да биде заедничко и мора да биде колективно. А меѓутоа почетокот е секогаш во самите себе, да не биде прашањето еве чекам некој да направи нешто за да се вратам, туку како можам и јас да придонесам кон тоа. Околу апелите за зачувување на идентитетот на Македонија, македонскиот идентитет, може да се поврзе и апелот за враќање на младите. Заради тоа што ако се испразни земјата, кој ќе ја чува Македонија, кој ќе го чува македонскиот идентитет? Така да во континуитет треба да се работи на идентитетот. Идентитетот мора да биде артикулиран во култура која што има белег во 21 век и култура која што ќе го најде своето место во моменталните културни текови, Не може ние да се бавиме со тоа што се случувало пред 150 години и само тоа да биде израз на нашиот идентитет. Нашата музика мора да соодветствува со модерните текови. Нашиот театар треба да личи на она што е театарот на светот и да не биде само јас го почитувам Милчо Манчевски, меѓутоа тоа не може да биде секогаш да биде трагедија. Бидејќи никој не сака да биде дел од трагедија. Мора да имаме некоја позитивна приказна која што ќе биде примамлива. Ние сакаме да бидеме победници. Ние немаме победнички приказни, меѓутоа мора да ги градиме. Понекогаш ќе бидат базирани на фарса, меѓутоа мора да градиме некаква амбиентна победа, некаков амбиент на конструктивизам и нешто што ќе значи наоѓање на нашето место под сонцето, а сепак сонцето не е на знамето, така да би требало да имаме барем добра идеја каде се наоѓа тоа. Така да гледањето назад во поглед на идентитетот нема да помогне во мамењето на луѓето кои што се хиперобразовани и кои што веќе имаат изградени кариери. Но доколку ја ставите Македонија во контекст на она што се случува во светот, мислам дека сите би позастанале да подразмислат, како што кажав, сега е ѓаволски тешко секаде. На секаде има да речеме економски кризи, така да мислам дека Македонија може да го искористи овој момент, но само ако понуди реална визија и тогаш може да го зачува својот идентитет. А за се врати некој за да го зачува идентитетот и да остави добра работа и многу скап стан или куќа која што е земена под тежок кредит само затоа што идентитетот ќе исчезне, мислам дека со тоа луѓето веќе се помириле кога ги размениле пасошите или кога ги земале тие огромни кредити. Така да не мислам дека тоа е добра риторика. Риториката мора да биде позитивна, односно да понудите нешто што ако не е подобро, е барем до некаде онолку добро колку што живеат во странство. А сега не мислам дека тоа е така да секогаш мора да имате риторика која што соодветствува на јавните политики кои што ги креирате. Ви благодарам за овој разговор.